се бизарни пишувања, можеби е престрог збор, кај што вели можеби намерно биле тие луѓе обвинети без никаква трунка вина, за утре други ден да бидат нели како можност за еве вака, за да се најдат како дел за преговарање. Едниот проблем е тој. Јас лично, можеби грешам, апсолутно не верувам дека ниту Дурловски, ниту актерот Јовановски, ниту Богдан Елиевски, ниту режисерот Дановски направиле било каков криминал за кој што треба да лежат 10 години најмалку затвор за тероризам, како што се обвинети. Како што во исто време не сакам да прифатам амнестија доколку тоа искрена понуда од премиерот за луѓето кои што на пример го тепа Зијадин Села со цокули по глава, додека човекот лежал доле полумртов. Јас не сакам да прифатам. Изреагира на својот Facebook профил, вели Заев не е цар, за да дава амнестија. Тоа е башка приказна. Овде ние зборуваме за луѓе кои што се обиделе некому да му го одземат животот. Извинете, јас такво насилство не можам да прифатам да биде предмет на амнестија на политички партии. Сега, на примерот Заев му е тешко, не може да обезбеди очигледно, можеби, не знам, сега не сум сигурен, двотретинско мнозинство и сега ќе си играме со животите на 33 5 луѓе. Не сериозно ми и неискрено. И јас сакам да верувам дека овие луѓе што ги наброја колегата Мобировски не се главни учесници на настанот така натаму и тие ќе имаат можност се надевам во текот на тамошната судска постапка, ако не бидне некоја амнестија, не знам, ќе имаат можност да се извинат за своето учество во толпата, да побараат што помали казни и да ги добијат, претпоставувам, бидејќи навистина не би било убаво. Да потсетам Гировски, минималната казна за тероризам е 10 години затвор. Добро, постојат можности за преквалификација на делото, судската постапка е долга и така натаму. Значи, што е клучно? Значи, клучно да заклучиме дали тие луѓе биле таму со сериозна намера да го спроведат она за што нели се обвинети, или се нашле случајно понесени од, како да кажам, вирот на патриотизмот, чувството и така натаму, бидејќи тоа се сепак сериозни луѓе, сепак се возрастни луѓе и за учество во толпа се одговара, нели? Така што тука немаме спор. Јас така мислам дека јас се согласувам неколку стотини луѓе за учество во толпа. Апсолутно. И таму имаме проблем. Сите тие луѓе што се нашле во салата во тој момент, на погрешно место во погрешно време можеби, за нив имаат сериозен проблем и тој ќе треба да се потрудат тој проблем да го решат. Ако продолжи процедурата постапката.